уште една преубава епизода што очекувам вечерва да биде на Се за децата. Навистина сум воодушевен што покрај сите оние ваши впечатоци кои што ми ги испраќате нели како гледачи токму на овој подкаст е дека постојано имаме различни прашања кои што навистина и одговараат на сите периоди кои што им се потребни, значи да се случат кај децата, а нормално и родителите бидат подготвени за тој период. Токму и овој период на летото кај нас, нашата тема секој пат ќе се децата и нивното здравје, нивната едукација и сето она што треба навистина да го прават за својата возраст и да ја следат развојната патека. Вечерва токму имам соговорник кој што по целата ваша препорака, односно барањето од ваша страна за да се донесе такво колку у овие услови кај децата е потребно да имаат физичка активност, каква да биде нивната исхрана, нели постојано се теми на кои што се дискутира. Јас вечерва токму имам таков гостин кој што е мој и другар, кој што долго години се дружиме како по спортот, така и по науката. Вечерва за гостин ја имам доктор Александра Елисон, кој што е доктор на науки по нутриција, токму е и, како да кажам, основач на едукативната платформа Елисиум Мед. Добро вечер, Александра. Добро вечер. Значи, многу ми е мило што вечерва после толку години се среќаваме токму и во ваква емисија која што ете јас сум како водител. Сепак колегиумот и колегијалноста ја почнаме многу поодамна, но и теретаната не здружуваше по тие спортски активности. Така е. Накратко само да ми се представите за гледачите, затоа зашто навистина имаше потреба да вечерва бидете мој гостин. Значи, накратко, јас сум доктор Елисон Александра, како што напомена, доктор на медицина, сертифициран фитнес тренер, сертифициран доктор за спортска медицина, доктор на науки по спортска медицина и нутриција и естетски доктор истовремено. Работев долги години во странство, преку 15 години на Сешели, Малдиви, Дубај, Маурициус и еве, сега сум назад у Македонија. Така, нормално, секој се враќа нели на огништето да допринесе, буквално кога стану. Мене ми беше особена чест кога те поканив што прифати, ти благодарам уште еднашка да бидеш гостин за да го зговориме на таа тема токму кога станува зборот за активноста и кај децата, значи сето она што го фаќа им правилниот начин на нивна исхрана и се. Јас накратко ќе започнам нели да не биде нешто формално, бидејќи имаме многу што да разговараме. Значи зашто денес е поважно од било кога да зборуваме за здрави животни навики токму кај децата? Затоа што брзиот начин на живот и животот во кој што живееме секојдневно не тера да бидеме физички неактивни. Децата постојано седат пред компјутер, пред телевизор, пред таблети и едноставно заборавија да се социјализираат и заборавија да се движат. Така да се повеќе ги гледам децата како седат, наместо да бидат надвор на улица. Ете, тоа е за жал. Најголемите предизвици денеска баш токму децата со кои што се случуваат се токму овие работи кои што ги кажат. Кога станува збор буквално за нивното здравје, напомнавте дека седењето нели пред екраните се повеќе и реалност која ни се случува. Кои се последиците од сето тоа? Последиците, прекумерна телесна тежина на прво место, лошо држење на телото, деформитети, значи гледаме се повеќе деца кои што седат искривено, затоа што се постојано пред екраните, обезни, не зборам со зголемена телесна тежина, обезни. Тоа е алармантен знак за нас како родители. Потоа гледаме физичка неактивност, менталното здравје исто така му е нарушено. Немаат немаат култура на говор. Едноставно не знаат да говорат меѓу себе, не знаат да се дружат. Сето тоа придонесува да нашата младина, за жал, оди наназад наместо напред. Така, јас сум поготово сведок на кога станува збор за менталното здравје, што се предизвикува екранизацијата, поготово и она момент што го спомнавте како несоциализација, тоест асоцијалниот момент. Да, немаат некоја спортска активност и се повеќе тоа ме плаши затоа зашто она што го напоменавте како деформитети се веќе вистина и се присутни. Ние тоа постојано го гледам. Да, тоа многу смета на нивниот баш буквално целосен телесен раст и развој. Но јас ќе кажам буквално кој е дел тоа за да се направи таа здрава навика да се предизвика кај децата? Што треба да се направи, како и кога се создаваат фактички здравите навики кај самите деца?
табу темите би рекле, односно луѓето би рекле дека треба да се почне од школска возраст. Тоа не е точно. Треба да се почне уште од најрана возраст. Уште од, ја би рекла, уште од 2 години, кога ги учиме како да одат, кога ги учиме како да седат. Ние како родители треба да бидеме рол модел за тоа како децата треба да се воспитуваат и што да прават. Тие не слушаат нас што ние им велиме, туку не гледаат што ние правиме. И затоа јас би рекла уште од најрана возраст да се едуцираат децата и да се учат како да градат здрави животни навики. Значи родителите треба да се пример за своите деца. Дефинитивно. Нормално дека постојано тоа што го нели говорам и јас и како стручно лице, а секако и вие у вашата струка што се среќаваат, дека кога ќе се донесе едно дете кое што има нездрави навики, кои се тие здрави навики кои што тие во самиот старт на својот раст и развој треба да ги имаат? Пред се здравата исхрана, јас би рекла. Зашто? Затоа што мораме да ги учиме децата што се тоа здрави животни навики. Да, физичка активност е важен момент, да би рекла еден од најважните моменти, придружено со здрава исхрана, затоа што они да бидат хиперактивни, да седат надвор, да играат, да спортуваат, ако дојдат дома и ние ги тераме да јадат хамбургер или брза храна, практично го уништуваме нивниот раст и развој. Треба да ги храниме со здрави намирници, брокули, риба, јајца, месо, значи да нутрицијата е многу витен момент. Тоа заедно со физичката активност и нормално едукација во смисла на како треба децата да се однесуваат на улица, како треба да се однесуваат со родителите, како треба со повозрасни, како треба да се однесуваат помеѓу нив, да се научат на респект, да се научат на некоја да речам поинаква форма на комуникација. Да. Она што е интересно и што повеќе ние се го гледаме и е присутно, и нормално родители сме и ние, ќе кажам дека самиот начин на дискусија меѓу нив не станува веќе збор за нешто здраво да си кажуваат или како да имат здрави навики, него веќе тоа е во правец на дискусија околу игрите, околу нели таквиот, како да кажам, виртуелен свет на комуникација. Ние како родители што треба да правиме за да ги натераме, за да тие добијат без притисоци, за да добијат една здрава навика или да имаат физичка активност? Па јас како што напоменав, битно е ние да бидеме пример. Наместо да седиме сите заедно да гледаме телевизија дома, ајде да одиме во парк, да ги изнесеме заедно децата. Ние да бидеме иницијатори како родители, да ги поттикнеме да направат нешто поинакво. Да ги однесеме во парк, нека се шетаат, да ги однесеме на водно. Ако одиме ние у теретана, ајде децата со нас у теретана, да ги вклучиме во некој спорт. Сепак, деца се треба да бираат кој спорт го сакаат. Не ние да ги форсираме, меѓутоа да им покажеме каде треба да се движат, кој е правиот пат. Така, дали имаме во врска со возраст, вие сте за тоа токму експерт, дали имаме ние во врска со возраст некаква скала на години по кој треба да се водиме во каков спорт да ги вклучуваме и како да изберат вистински спорт кој им одговара на нивната возраст, а и на нивната ментална желба? Така, па годините искрено јас не би ги квалификувала кои спортови се најдобри за годините, нели освен теретаната, сега не може ние да очекуваме 5-годишно дете да крева тегови. Меѓутоа сепак треба да го воведеме во спортот што тој го сака, или таа го сака. Некои деца, например, сакаат индивидуални спортови, други сакаат групни спортови. Ние треба да ги охрабриме, да ги однесеме на неколку спортови, да ги охрабриме да пробаат, па они нека си одберат што им е најдобро. Она што сме сведоци дека се помалку се говори за активностите спортски, поготово од стручните лица, а се потребни токму поради деформитетите, поради доброто ментално здравје и така натаму. Дали доку години работите во странство, дали имаат и таму некакви посебни програми со кои што се стимулира активацијата на спортот, поготово кај децата, постојат или не постојат? И кои се вашите предлози овдека нешто такво да се случи? Па има различни програми, има спортски активности, има детски, да речам, како и кај нас, некои детски села кои што ги активираат децата, например. Тоа се камповите, да, кампови, клубови каде што прават меѓусебни надпревари во фудбал, во кошарка, во гимнастика, заеднички игри. Битно е да се активни, да трчаат, да скокаат. Значи тоа е важниот дел во развојот на тие деца. Сега од колку години тоа би било, па јас би рекла од некаде градинка, 4-5 години па понатака, затоа што секој
различни генерации, различни деца треба да имаат различни спортски активности. Меѓутоа сепак да ги охрабриме да учествуваат во нив. Значи, она кога ќе кажеме дека мора да имаат активност, значи ние треба да ги стимулираме да имаат активност. Поддршката и постојано да биде и од страна на родителите. Точно. Тоа е како и здрав совет за доброто нивно, поготово на дечињата, а и на нашето. Знаеме дека здраво дете се среќни родители, и среќно дете се здрави родители. Кои се најчести грешки кои што ги прават родителите? Најчести грешки, еве во однос на спортот би рекла. Прво во спортот, па после ќе збориме во исхраната. Така, во спортот грешките се тоа што го форсираат да на некој спорт или некоја физичка активност каде што детето не ја сака. Еве, Така. например, јас сакам балет, да речеме, и мора моето дете да оди на балет. А тоа е комплетен антиталент, не сака балет, сака карате. Да. Значи не треба ние нашите неостварени желби да ги проектираме врз децата. Децата, иако се деца, тие си имаат свои размислувања и свои желби, треба да ги почитуваме. Тоа е, јас би рекла, една од најголемите грешки што ги правиме како родители. Во однос на исхраната, го употребуваме моментот на награда и казна. Ќе ви дозволиме сладки ако го изедеш ручекот. Или изеди се во чинијата, па потоа може да си играш на телефон. Тоа е услов. Со тоа ствараме во иднина една зависност кај децата од храна. Мама нема да ме сака ако јас не ја изедам чинијата. И тука стануваат оние ментални. Деца, нели, како не тера да си ја баш буквално излижеме чинијата. Да, и онда добиваш ти едно чувство дека ако јас тоа не го направам, нема да бидам сакана од моите родители и морам да го направам тоа. И тука се јавуваат како возрастни оние зависности од храна. Не зборам за анорексија и булимија, туку за буквално зависности од храна. Гледаме екстремно обезни луѓе што завршуваат на операција, со баријатрија, со различни хируршки интервенции за да ослабат. А сето тоа е поради тоа што викам ја повреда на внатрешното дете уште од мали години. Уште од мали години. Токму тоа ми беше прашањето кога сакаме да решаваме некој или да говориме околу митовите. Ја намерно сакам да направиме, да ги офатиме сите теми, бидејќи ми е драго што сте тука и што можам да ве пофатам токму во овој момент за сите теми да ги разговараме. Митовите околу тоа дека едно дебело дете кој ќе порасне ќе ослабе. Дали е тоа точно? Не е точно. Тоа не е точно, затоа што навиките се ствараат од мали нозе. Ние се повеќе гледаме деца кои што биле дебелки од мали да останат дебели и возрастни. Затоа што тие не знаат да ги сменат тие навики. Научени се на нездрав начин на живот, на седечки начин на живот уште од мали. И за нив ќе биде многу потешко да ги сменат навиките. Не викам дека е невозможно, но е многу потешко. Некои други митови што може да ги спомнеме да слушнат гледачите во врска со самиот тоа неправилна исхрана кај децата, непрактикување на спорт. Дали имаме и такви моменти се уште? Па има се уште. Значи, како што реков, не можеме да очекуваме децата да бидат здрави, среќни, да работат се онака ние како што ќе им кажеме, а ние седиме пред телевизор и јадеме бурек. Значи тоа е лошата навика која што и ние им ја ставаме тоа сега. Ние треба да го инкорпорираме. Еве сега родителите што стално прашуваат, моето дете не ја имам такви постојано пациенти кои што децата се ограничени со исхраната, но тука веќе имаме и други проблеми околу развојот. Но како еве овие дечиња, здрави дечиња за кои што еве вечерва ќе дискутираме, да ги натераме да јадат се повеќе овош и зеленчук? Како? Па, јас би дала неколку предлози, пробајте. Јас имам дете, понекогаш е тешко. Токму се разбираме, да. Понекогаш е тешко, но едноставно да ги ангажираме и нив во избирањето на храната. Да речеме, одиме во маркет, ајде да избереме здрави оброци. Кои се здрави оброци? Еве, овошје, зеленчук, банана, моркови. Ајде да избереме кој е најдобар. Ти избери го морковот, ти избери ја бананата и кога тоа ќе го избере, ќе сака да го изеде после. Ајде заедно да го спремиме, ајде да направиме торта заедно, ајде да сготвиме заедно, ајде да сервираме заедно. Кога детето ќе биде ангажирано во обврските, ќе има поголема тенденција да ги конзумира, затоа што ете и самото го одбрал. Спомнавте тортата. Така. Колку знаете дека веќе деца претеруваат со сладкини, имаме огромни проблеми, дури кај, можам да кажам, кај 70% од децата веќе
пронаоѓаме кандидијаза, која што е се поприсутна, Да. таа доста го оштетува дури мозокот. Еве, намерно ќе го кажам една вистина, дека бидејќи родителите не секој пат можат да го сватат сето тоа, колку сладките се штетни и како на некој начин би можеле да се справат децата, да помогнеме децата да се справат со нив. А, Тоа е доста тешка тема, затоа што каде год да се свртиме во маркетите имаме шеќери. Ретко да има нешто што е стварно здраво. Се што е пакувано е преполно со шеќери и сладки. Да, ние како родители можеме да го бираме, да речеме, чоколадото што има стевија наместо обичен шеќер, но вкусот е различен. Сега треба да го адаптираме нашиот начин на приготвување на таа торта или како год да е, да биде некако поздрава. Така. И со текот на времето да го убедиме тоа дете во ред. Ова е поздрава опција од тоа. Има малце поинако вкус, но сепак е подобро за тебе и да му објасниме зошто е подобро. И со упорност и секојдневно објаснување, полека тоа ќе го свати. А и ние пак како родители можеме да отвориме YouTube, има толку многу здрави рецепти. Апсолутно. Можеме да Јас се сега потрудиме викам за во тоа. ова време кога АИ-то и сите оние помагала кои што ни се на располагање, може и да ги прашаме и да видиме и да увидиме што да правиме, но сепак зборот од страна на, јас сум за тоа дека зборот од страна на стручното лице секој пат е потребен да го слушнат. Да, пошто бидејќи секој пат чичко Google и чичко овакво YouTube не ги даваат потребните одговори, точни, мислам сакам да кажам, тие имат доста податоци, но секој пат не се точни, затоа викам и апелирам стручните лица да ги даваат овие совети. Што околу соковите кои што се со вештачки бои и така натаму. Јас сум голем поборник за тоа да не се пијат сокови воопшто. Никакви. Не ладно цедени, не со овошје, со ништо. Затоа што ако го знаеме, еве малце наука. Нормално. Затоа што ако го знаеме метаболизмот на фруктоза, знаеме дека фруктозата прави замастување на црниот дроб. Исто како пиењето на алкохол. Така да, зашто ќе ни е потребна таа фруктоза во форма на сок, кога можеме да внесеме преку јадење на тоа овошје? Јас лично не дозволувам да се пијат никакви овошни сокови, ниту јас конзумирам, ниту моето дете. И сум голем поборник за тоа. Дури ни цедени, доктор. Ниту цедени. Може евентуално лимон или портокал, повеќе цитрон неголи тоа. Да, цитрусни, но ништо од оние јаболки, целери, мелери, такви работи ми се мене лично подобро е да го џвака и да го натера организмот да се натера, значи да ја абсорбира таа храна и да ги искористи влакната и дигестијата да се подобри, неголи сите тие, ајде што се да речеме фруктоза или како и да е, меѓутоа сите оние калории наместо да се изедат, да се испијат. Така да ќе земеме многу повеќе калории преку сокот, неголи доколку го изедеме тоа овошје така. Знаеме сега ова сето што го наброевте дека е многу битно и одговорно околу целата нутритивна вредност, односно витаминскиот и електролитен внес на потребните минерали и витамини во едно детско тело. Ќе ве запрашам, колку има потреба кај децата од додатоци? Ако веќе знаеме и сме створиле некаква си, како да кажам, здрава навика кај тоа дете, дали е воопшто потребно да му се дават одредени додатоци и кога би давале одредени додатоци, тоа е суплементи? Суплементи за деца се апсолутно непотребни доколку детето ги внесува сите витамини, минерали и правилно се храни. Доколку постои медицинска индикација, докажана, дали е тоа дефицит на витамин D, дали е одредени други дефицитарни состојби кои што се појавуваат, тогаш може да се даде витаминска терапија или суплементација, во спротивно не е потребно. Добро, еве сега ќе дојдеме и до таа тема. Дали и кога е потребна и кога ќе препознаеме дали тоа дете е лошо исхранувано или има лоши навики хранителни и дека му плюс фали физичка активност. Или е потребна и плюс додатно лабораторија да се направи кај тие деца па се утврдат одредени недостатоци. Па кога ќе дојдат на преглед, на обичен превентивен преглед, јас сум повеќе за превенција неголи за куратива искрено, ние ќе можеме да направиме една асистенција, да речем, да видиме како детето се држи, како изгледа, како е неговиот раст и развој, мускулатурата како е развиена, висината, тежината, сето тоа си влегува во во параметри на возраста. Сега, тоа дефинитивно треба да биде дополнето со лабораториски испитувања за да се докажат одредени дефицити доколку постојат. Меѓутоа самиот физички преглед, доколку сме искусни доктори, ќе знаеме
ќе знае значи да го предвиди и да постави дијагноза. Да, детево има одреден дефицит, треба да видиме или не, нема потреба, се храни здраво. Али сепак, анамнезата со родителите и разговорот е исто така многу битен. Со што се храни, како се храни, кои се навиките и со детето и со родителите, затоа што децата едно може да кажат, но родителите се тие кои што исто така треба да бидат тука и да потврдат тоа што се зборува дека е така или не е така. Според ова, сакам да дадам еден мал заклучок дека навистина се потребни тие превентивни прегледи и дека систематските прегледи кај децата во одредена возраст се и потребни нели со самата нели спроведување на правилната програма за раст и развој. Така. Ајде сега да кажем и морам да го прашам тоа бидејќи идеме во друга возраст, децата ги поминуваме некако дека како да се справиме со токму со овие дечиња кои што одбиваат да навистина спортуваат. Што можеме да му олестиме на такво дете? Каква навика да му дадеме барем да има некаква активност? Па не мора да спортува. Ајде да одиме на прошетка. Така. Ајде да одиме нешто да правиме, да возиме велосипед, да одиме на пливање. Али нешто да се направи, некаква физичка активност мора детето да има. Нека скока јаже. Тоа Било се што, било што. пливањето по модерново време, мислам поготово сега, не е тоа од сега, ама сега кај нас веќе е доста актуелно бидејќи и е препорачливо буквално за целиот организам. Пливањето како пливање навистина е многу убаво да го спомнеме, затоа зашто еве родителите ние имаме хендикеп, нели сега околу базениве. Едниот ни го затворија, сега другиот не знам како е оваквото, него нема децата кај да пливаат, сакам да кажам. Така. Што и еве нормално ќе кажам од вашиот дел на физикалната медицина, што конкретно буквално се активира за време на еден вид, тоест една активност како што е пливањето? Се активира прво целото тело. Затоа што самиот акт на пливање, значи водата не дава толку отпор како што би дала да речеме црстата подлога. Така да едно дете доколку има одреден деформитет, дали е сколиоза, кифоза или било како, со пливањето ги активира сите оние мускули кои што нормално и не би се активирале при нормално седење или стоење или правење одредени вежби. Така да самото пливање го одржува балансот на телото и ги активира буквално сите мускули. И затоа исклучително е важно како еден спорт да се вклучи во програмата на детето. Ајде сега ќе зборуваме од кога да се почне она моја љубов, нели, и твоја љубов околу бодибилдингот, пошто имам такви прашања од родителите, на која возраст може да се започне со активно, тоест со програмирано правење на работење со бодибилдингот. Занимавање со бодибилдинг. Бодибилдингот како спорт е многу захтевен и е многу дисциплиниран спорт. Доколку се почне на помлада возраст, нели некоја бројка еве ако кажеме 15-16 Толку години. тоа сам да го слушнат родителите, Да. затоа зашто прашањата се бескрај, доктор, ќе верувате, затоа зашто сметаат дека ете ќе се случи нешто со нивното дете и така натаму. Мораме да им објасниме. Нема ништо да се случи. Дури и 10 годишна, еве мојата ќерка е 8 годишна возраст. Она доаѓа заедно со мене во теретана. Прави вежби кои што се соодветно дозирани за незината возраст. Добро, тоа не е тежести. И крева и тегови, има и вежби со отпор и сите тие работи, меѓутоа тоа се е така дозирано за незина возраст Точно тоа. да може да се развива без да појави одредени деформитети. Така да ако детето е вклучено во физичка активност, како што е спортот, да речеме, физичка активност во теретана, нема да кажам бодибилдинг, затоа што тоа е веќе друга тема. Да, ама и актуелна е, затоа и да. Јас би рекла и порано да дојде во ред, но доколку има некој тренер кој што ќе е специјализиран за тренинг со деца. Каде што ќе може значи да ги активира, соодветно да го дозира тренингот без да направи одреден проблем. Што се придобивките од самата физичка активност кај децава кои што навистина сакаат активно се занимаваат со спортот? Прво, ќе зголемат самодовербата. Второ, дисциплина. Трето, социјализација. Така, социјализација, значи ќе знаат како да комуницираат помеѓу себе. Потоа ќе научат да работат во тим, да бидат тимски плеер. И тоа во иднината исто така ќе им биде од корист. Например, кога ќе работат во фирма,
Ќе знаат како да работат како тим, затоа што кога работиме како тим, одиме кон успех. Ќе знаеме дека дисциплината е таа што ќе не води до успех, дека ќе мора да седне, да го сработи тоа што треба да го сработи, а не да го остави за утре. Така да сите тие работи и не само во спортот, него и во животот, тоа е се поврзано. Дисциплина. Дисциплина. Да. Еве пак ќе се навратам на бодибилдингот, бидејќи суплементацијата. Се почесто ова ви ги читам прашањата од гледачите. Дали креатинот треба да го земат и од која возраст да го земат креатинот? Креатинот е еден од најдобро проучените суплементи на пазарот. И искрено, јас би рекла дека ако веќе активно некој се занимава со бодибилдинг, треба да биде основен суплемент. Не да е можеби треба да земам, него сигурно да го земат. Дури и постари лица кои што имаат проблеми, да речеме, со меморија, со ментални проблеми, се препорачува да земаат креатин, затоа што го подобрува активноста на мозочното ткиво и дури превенира Алцхајмерова болест. Кај децата исто така помага во раст и развој, во телото, во мускулатурата и во развој на мозокот и менталното здравје. Така да во помали дози, да речеме 2 до 3 грама дневно, се препорачува да се земе креатин, па дури и деца, меѓутоа од 16 години нагоре. Тоа се тие прашам, затоа намистина ме прашам, бидејќи табу тема е кога станува збор за суплементи, поготово бодибилдингот или поготово во нутритивниот момент кај овие деца кои што треба да се развиваат и сакаат да одат да се занимаваат со спорт, поготово нели во своја возраст да се докажат дека имаат убави тела и така натаму. Сите родители се баш да не се оштети нешто со самиот креатин. И јас на многу наврати сепак не го работам тоа, но можам да дадам некоја насока, кажувам дека јас сум земал нели активно креатин, не ми сметало апсолутно ништо, но многу е битно да им се каже колку грама треба да се земе. Да. Од 16 годишна возраст по колку грама би се почнало со креатин? Па има еден мит што велам, дека креатинот треба да се дозира, да се направи како полнење. Тоа не е точно, тоа е еден маркетиншки трик. Така. Телото ќе го искористи креатинот колку што му е потребно, остатокот ќе го изфрли. Исто како со витаминот С. Ете така. Така да за дете од 16 години нагоре 1 грам е сосема доволно. Како, нели, зависно дали е машко или женско нормално. Некоја оптимална доза за возрастните, за возрастните да кажам, е 3 до 5 3 грама. до 5 грама. И за мажи и за жени. Нема потреба повеќе од тоа. 10-15 грама е непотребно, доколку го земаме конзистентно секој ден. Исто и за детето, зависно колку физичка активност има. Ако да речеме 16-17 годишен, оди на бодибилдинг, сака да изгради убаво тело. Да, него ќе му треба можеби нешто повеќе креатин, можеби 2 грама, но сепак тоа е индивидуално. И за тоа да се одреди, треба да се направи еден добар преглед, консултација, да се види типот на тренинг, која е целта, доколку има дефицит, каков дефицит е, каква исхрана има и според тоа се одредува суплементацијата. Околу внесување на зголемено количество на течност за време на примање на креатин. Зашто е потребна толку течност да се зема? Затоа што креатинот по дефолт врзува вода и таа вода оди директно во мускулите. Тоа е хемиска реакција практично што се прави и се добива на тежина. Точно. И се добива на тежина, меѓутоа таа тежина е, да речеме, од вода. Од водата. Ете така. Меѓутоа, креатинот како креатин дава и енергија. Затоа што нели е градбен елемент на мускулното ткиво. И доколку ние пиеме доволно вода, им помагаме на бубрезите да го изфрлат сите оние деградациони материи кои што организмот нормално си ги создава. Ајде сега ќе идеме и тоа, морам да ве прашам, сепак гледачите се оние кои што имаат право за да ги знаат, сепак ги прашале. Како би изгледал еден балансиран прво детски оброк, а подоцна оброк кај дете кое што вежба? Тоа е околу исхраната, зашто толку бараат да јадат, не знам, месо, протеини и така натаму. Ајде прво кај децата, што значи како изгледа еден балансиран детски оброк? Балансиран детски оброк, како ја земеме чинијата, половина од чинијата треба да биде зеленчук. Значи свеж зеленчук, не оние варени грашаци чуда глупости, свеж зеленчук, морков, брокула, можеби малце обарена, меѓутоа не преварена, крставици, тиквички, патлиџани, значи салата. Пола чинија да биде салата,
четвртина да бидат протеини, значи риба, јајца, пилешко, телешко, зависно детето што јаде или што преферира, и остатокот да бидат интегрални житарки. Мгм. Сепак, доколку детето нема контраиндикација за тоа, затоа што има деца кои што имаат целијакија, глутен интолеранција и така натака. Апсолутно така. Така да со нив треба да бидеме доста внимателни, дури од детска возраст. И нормално да има доволно масти. Мастите, ние сите се плашиме од мастите, Да. уствари мастите се основа на здрави хормони. Пошто сите наши хормони се буквално од Ма и мастите. основици на мозокот. Мозокот Така е е. маст. Така да авокадо, маслиново масло, сите оние јаткасти плодови, тоа е све здраво и тоа треба да се јаде кај децата. Така да тоа се здравите исхрани. Так. Кај оние кои што веќе деца возрастни кои што тренираат. Па сега тие што тренираат зависно од целта. Да. Има некои кои што да речеме, ајде, конкретно во фитнесот и бодибилдингот, кои што сакаат да зголемат мускулна маса. Треба да бидат застапени сите три вида на макронутриенти, значи протеини, јагле-хидрати, масти. Кој сооднос ќе биде внесен зависно од целта. Доколку да речеме сакаат да имаат као bulking face или она фаза на зголемување на мускулна маса, тука треба да се зголеми нивото на јаглени хидрати. Но не само на јаглени хидрати, исто така и на протеини и на масти. Ако велат повеќе јагле-хидрати, сега помалце масти, не, треба да има баланс. Доколку доаѓаш во на слабење, јас не велам дека треба да се намалат скроз јагле-хидратите, напротив, треба да се држат на ниво да може ние да функционираме со нив, затоа што нашиот мозок енергетски се храни, да. се храни примерно од глукоза. Да, сега постојат кето диети и така натака, не сум голем поборник за тоа, затоа што и тие си имаат свое место и време, но конкретно во балансиран и здрав начин на живот треба да се сите три макронутриенти присутни во соодветен сооднос зависно од целта. Околу делот на суплементација со омега 3, 6, 9 масни. Како треба да биде правилно даван и кај децата и кај луѓе што се активно занимаваат со спорт или деца кои што се занимаваат? Па, има една Пошто теорија. ние сме свесни дека Македонија сепак е земја која што е у дефицит со омега масни киселини. Јас би рекла, може да ги земаат постојано. Нема потреба, има некоја си шема дека требало да се земаат 3 месеци, па да се направи пауза. Така. Ако ние не внесуваме доволно омега 3 и 6, особено од риба, нема потреба да не ги земаме. Тие не се некои масни киселини кои што ќе се складираат во телото. Тие се есенцијални, есенцијални масни Чим киселини. се есенцијални, значи ние мораме да ги внесуваме преку исхраната. Доколку не ги внесуваме, треба да ги земеме како суплементи. И можеме да ги земеме без престан. Без престан. Да. Че немаме некој ограничување за да кажеме дека може да се случи нешто штетно од нивно земање. Така. Дали појадокот на вистина е најважен оброк во денот, докторка? Не. Јас не би рекла дека е најважен. Најважен е квалитетот на храната што се внесува преку целиот ден, а не само доручекот. Јас, например, лично не сакам доручек. Апсолутно, се слагаме. Тука и двајцата сме исти. Значи, јас тоа не го преферирам. Јас мислам дека првиот оброк на мене е негде околу 1,5-2 сат по план. Тоа е мене нешто порано. Не, сакам да кажам, бидејќи обврските во амбуланта трајат до 1,5-2 часот и едноставно и од студиите престанав да доручков. Него дека сите се врзуваат со тоа, поготово кај деца, дека оброкот, тоест доручекот е најбитна работа. Не. Ние треба да јадеме кога сме гладни. Ако детето наутро не е гладно, не треба со сила да го тераме да јаде. Да. Остави го, нека јаде кога е гладно. Така ќе го научи телото дека, чекај, гладно сум, треба да јадам. А не да јадам затоа што треба да јадам. И тука се создаваат лошите здрави навики. Да. Точно, да. Тука почињаме баш она, како да кажам, проблематика околу дебелото дете, да кажам, кој што навистина подоцна легуваме во фаза да веќе дијабетесот и така натаму е више реалност кај нас и сите оние лоши навики, како да кажам, да се веќе видливи и можда да се изразам дека од процент од претходно, да кажем, од некои си 90-ти години до сега до 2000-ти, веќе апсолутно и поради немање на физичка активност, имаме се поголем проблем со дијабетесот поради обезитас. Точно.
А, Јас ќе кажам дека имам многу прашања и морам да ве прашам. Сепак реков и на стартот на емисија дека сепак сакам да ве искористам на некој начин, веќе сте сега тука присутни, да им дадеме насока буквално за оние кои што навистина сакаат да го практикуваат спортот како деца кои што сакаат, што значи тоа од вистинското и правилно практикување и што значи тоа за нивното физичко здравје. Како придобивки спомнавме што се случува. Спомнавме нели како да направиме да не ги правиме оние грешки кај децата, да не ги тераме со сила да го практикуваат и така натаму. Што освен мотивацијата која што ќе им ја дадеме, ќе биде понатаму здраво за нив, за понатаму за да продолжат активно да тренираат еден спорт, нели како сето тоа дете. Дали треба да го бодри? Апсолутно. Ние како родители треба да го бодриме, треба да го охрабриме, но исто така треба да бидеме свесни за неговите желби, како што реков. Да не го форсираме во нешто што тоа не сака. Да му дозволиме треба да бира. Ако овој спорт не е добар, зашто не пробаш ова? Пробај ова, пробај ова. Но не со форсирање, туку со навистина интересирање за тоа што тоа сака да прави. Дали препорачувате, на пример, еве, сте имали искуство на тоа дете на некој начин, ние како родители да го подуплашиме ако не се занимава со спорт или има неправилни здрави навики? Па искрено да ви кажам и јас тоа. Морам да прашам, значи Да. навистина се битни овие работи кои дискутираат поготово за младите родители. Навистина немаат едукација. На некој начин и треба. Затоа што јас верувам дека доколку му покажеме на тоа дете, доколку не е вежбаш, може да се случи да развиеш дијабет. Ке рече што е тоа дијабет? Еве што е дијабет, покажете му. Така. Нека се исплаши, барем тоа е мојот пристап. Не знам дали е правилен, но сум Мгм. се обидела. Со мојата ќерка тоа го правам. Еве мама што е дијабет, гледај го и ќе покажам дијабетно стапало. И Така. ќе се исплаши. Така. Ќе рече па јас не сакам да го имам ова. Па не сакам ни јас. А што треба да правиме за да го немаш тоа? Ајде да јадеме здраво. Ајде да вежбаме. Така да Според мене ова е доста правилно, затоа ве прашувам и сакам родителите да ми објаснат дека некој пат треба и таква метода да се искористи, поготово ако сакаме да имаме здраво дете, ама да му реалност ги реалност. да тоа покаже и да свати перцептивен момент кој што ќе му биде на него како водилка понатаму дека навистина доколку не се здраво нели однесува, јаде правилно, спортува, дека нешто може да му се и случи. Стравот знаеме дека ние се раѓаме со стравот прво и кога се раѓаме со страв, така и да сето тоа е и за понатаму како еден вид на правец кој што треба да го спроведуваме и за нивното добро ментално здравје. Така. Освен тоа што кажаме околу митовите и за дебелото дете поразговаравме, посебни одредени и битни совети што треба да ги дадете на родителите од ваша страна, сакам да ги слушнам вечера. Битни совети. Дозволете му на детето да биде свој човек. Почитувајте го, почитувајте ги неговите желби, слушајте го кога нешто ви кажува, затоа што често пати ние знаеме, ајде сега не ме замарај. Моментот кога тоа стекнува доверба во вас е кога вие го слушате и му одговарате, убаво размислувате и му одговарате. Потоа, ангажирајте го, како што напоменав претходно, во секојдневните активности во смисла на кога ви одите на пазарување, носете го со вас. Терајте го да готви со вас. Покажете му како се припрема здрав оброк. Покажете му како да спортува, зошто е добар спортот. Бидете рол модел и активирајте го детето во тоа. И охрабрете го. На децата им треба охрабрување повеќе од било кога, но исто така и треба да бидеме тука и да им бидеме утеха. Затоа што често пати ги оставаме децата сами на себе, ангажирани сме со милијарда работи и немаме време за нив. А нив сме им најпотребни. Апсолутно се слагам со вас, исто на иста бранова должина сме. Она што сакам да го кажам и вечерва и сите стално секоја емисија користам момент за да го кажаме дека навистина им е потребно на родителите првично да имаат правилна насока. Не секој лекар се труди околу своите пациенти. Не секој лекар
им дава вистински прав совет на родителите и најнакрај сами рековме дека ние имаме премногу обврски, не само што не обрнувам внимание на своите деца, него и за другите, нели, кои ќе станува зле, поготово за пациентите кои пациенти. Така. Но едукацијата е најбитен момент кој што треба да се пружи на родителите. Родителите треба да се упорни кои ќе слушнат совет од стручно лице. Затоа и напоменав преска, не е се во чат GPT, во не знам Gemini и така натаму, нели, у YouTube и така. Иако има многу по помош од нивна страна, но сепак треба и родителите да се едуцирани вистински од вистински стручни лица. Она што навистина сакам да ве прашам, да направите една мала компарација во врска со тоа што се случува во другите држави во кои што вие работевте, живеевте и така натаму, успоредба со кај нас. Дали тие толку се грижат, дали има тие едукативни програми за децата, дали тие сето тоа го на некој начин, на каков начин го сето тоа пласираат и изведуваат? Па, можам да зборам за 3 земји конкретно. На Маурицијус е затоа што подолго време бевме таму. Во самите школи, особено во приватните школи, имаат вметнато таков едукативен центар каде што децата се ангажираат буквално во се. Имаат часови за готвење, како да готват, имаат часови за физичка активност, окей, имаме и ние, меѓутоа зашто фудбалот е важен? Прават меѓусебни надпревари, зборам во спортот. Потоа имаат социјални моменти, значи како треба да се однесуваат на улица, зашто треба да разговараат вака, како треба да разговараат помеѓу себе, како да решаваат конфликти. Значи самите предмети кои што ги имаат студентите, да речам, им се формирани на начин за да се адаптираат на секојдневниот живот и да го развијат оној интелектуален дел и секако физички дел и нели нутритивен дел, кој што кај нас го нема. Ние одиме по некоја си стара програма каде што морало да се учи математика, природа, општество, не знам што, неспорно треба. Но треба да го имаме и оној момент каде што ќе имаме и социјален начин на комуникација. Како да размислуваме, како треба да се однесуваме како родители, како треба да се однесуваме во финансии. Ние немаме Емотивна интелигенција. така е, емотивна интелигенција. Каде ни растот развојот на емотивно ниво? Како треба ние да се однесуваме како родители? Ние не знаеме, тоа не сме го научиле. Па дури ни како партнери, ние не знаеме да комуницираме помеѓу нас. Така. Така да сето тоа доколку би размислувале на тој начин, доколку би го внесле тоа уште во рана возраст, верувам дека ќе имаме многу поуспешни и подобри генерации. Го напоменавте Маурицијус. Во другиве држави кај што живеевте, конкретно Дубај, тоа се држави со огромна финансиска моќ и така натаму. Дубај не можам многу да говорам за Дубај, затоа што бев кратко време таму, но и они си имаат некои своји теркови на однесување, да речам, теркови на едукација кои што, да речеме, го следат Кембридж системот или Оксфорд системот. Затоа прашувам, нели, така да ние следиме многу на крај од долго ништо, добро. Така, значи они си имаат одредени да речеме модели кои што ги следат на едукација и е многу слично со Маурицијус. Јас зборам за Маурицијус затоа што таму и моето дете учеше и бев ангажирана околу тоа и во Оксфорд студи, во Кембридж, така да они го имаат инкорпорирано тоа во самиот систем. А дури и учителите и наставниците, значи, се обидуваат, активно учествуваат во формирањето на таа програма. Они го имаат тоа, да речеме, како темплейт, како структура и они дополнително додаваат одредени активности, summer camp, например, кампови за време на летниот распуст, каде што децата дополнително се активираат. На социјално ниво, физичка активност, одат на пливање, на балети, на гимнастики, на спортови. Значи, самото школа организира нешто додатно за децава. Кај нас тоа малце послабо оди. Да. Не е послабо, него немаме таков момент. Да, има некои училишта под приватниот сектор кои што гледаат да се изедначат со одредени програмите на така помодерни општества, можам да кажам, мада не е ништо тешко што се сака да се спроведе, очигледно немаме момент на сили за да и желба за да го спроведеме тоа и кај нас во нашиот едукативен систем. Јас мислам дека ако се сака, се може. Се може тоа. Само треба да се сака, а ние не сакаме. Ние не сакаме, ние сакаме
Тапка. Ајде сега вака, конкретно околу прашањева што се вечерва толку изнапишани, нема да офатам се, да знаете, во интерес на времето. Сакам да прашам дали покрај не ги делам машки и женски нели спортови и така натаму, но во одреден момент што е корисно да девојчињата имаат застапено како спорт, што е корисно машките да имаат во својот развој. Дали може таква да направиме некаква си дистинкција околу спорт за женски и спорт за машки? Ова ќе го кажам чисто како моje мислење, не како нешто што треба да се земе здраво за Апсолутно, готово. да. Јас верувам дека девојчињата треба да бидат активни во гимнастика. Затоа што флексибилноста и движењето треба да биде присутно кај девојчето. Значи, утре Така. таа ќе биде бремена, ќе раѓа, треба да има здрави зглобови, флексибилна да биде. А истото важи и за машките. Затоа што имаме и многу машки кои што не се доволно флексибилни, имаат проблеми со кичма, со колкови, со колена и тоа исто така Да, доаѓа од кажавте дека сето нефлексибилност. тоа се рефлектира во Така, возрастна возраст, така. да. Така да гимнастиката јас би рекла дека е некој унисекс спорт кој што треба да го практикуваат и машките и девојчињата. Добро. Така. Иако поголем број се девојчињата затоа што се нели Да. така убави, Ако и али треба. и машките. Меѓутоа за машките кошарката е доста активен спорт кој што е одличен, особено од тинејџерски години нагоре, затоа што Мојот нели син е кошаркар, сакаат- ќе го забележам, да, големиот, ете така да. сакаат да се извишат, да бидат убави, значи скоковите и сето тоа, значи ќе го натера да се движи правилно. Потоа пливањето е спорт кој што треба да биде активен и кај девојчињата и кај момчињата. Апсолутно. Фудбал, јас не сум нешто голем фан за фудбал, искрено, затоа што Исто, да. добивам многу ACL тиер, лигаменти, повреди на колена, Многу така повреди. да али ако некој сака да трча, па и фудбал не е лошо. Али како и да е, сите спортови се убави, си носат своји добри страни, да речеме боречките спортови учат на дисциплина. Така. Карате, аикидо, кикбокс, опасни спортови се, но учат на дисциплина, учат на обсервација, учат да можеш како да реагира во даден момент, така да од секој спорт може нешто да се научи. И Така. поделбата на машки и девојчиња е малку потешко, затоа што сега во денешно време и женски играат фудбал и машки и нема некоја Да, токму голема затоа разлика. сакав да ве прашам бидејќи дали имаме таква некоја дистинкција, пошто конкретно нели вие постојано сте со тоа, дали може да им кажеме да правилно е женските да се занимаваат у почеток со Нема ваков правило. спорт, нема никакво. Нема правило. правило. Кој што сака тоа нека прави, што го влече нека спортува. Одлично. Вечерашна емисија прекрасна и со задоволство ќе речам дека јас и понатаму во текот на едното време сакам повторно да сте ми гост, нели, со новите моменти кои што ќе дојдат, нели, што следуваат кај вас. Со задоволство. Од вечерашниот разговор сакам да издвоите што е она што родителите треба да го запамтат токму вечерва од овој наш разговор. Треба да запомнат да бидат поддршка за своите деца во секоја смисла на зборот, значи ментална, физичка, психичка, емотивна, здравствена. Ние сме тука за нив. За да они бидат тука за нас. Ама тоа не можеме да го гарантираме. Так. И како една кратка порака и до сите дечиња, сепак ова емисија се за децата, што им препорачувате на дечињата за здравиот начин на живот? Освен сето ова што го избореме вечерва, Децата треба да си го живеат детството. Тоа е најважно. Да трчаат, да скокаат, да уживаат, да си играат надвор, не само пред компјутери. Може и пред компјутер, значи може и пред таблет, меѓутоа да е ограничено време. Да се хранат здраво, затоа што кога ќе пораснат треба да бидат здрави, а не да завршат во болница. И многу е важно да се дружат меѓу себе. И да ги сакаат мама и тато. апсолутно. Уште еднаш ка ти благодарам, ми беше чест што вечерва беше таков убав гостин пред се. Сите оние искуства кои што ни ги пренесе вечерва ќе се корисни за младите родители да слушнат, нели, поготово и ако имаат прашања, им оставам период да знаете да ги постават сите прашања, да стигнат на нашата платформа ко прашање и после тоа да дури и да ги испратам ако доколку треба, нели, ваша помош да ги упатам кон вас. Она се што го фатиме вечерва беше навистина
прекорисно. Сето она што ќе кажам што ќе ги очекува понатаму животот на некој начин, малку им го на некој начин се оџвакавме за да го разберат поубаво. Се надевам дека вие ќе останете во убава кондиција, ќе продолжите да помагате во тој смер и ви посакувам се најубаво понатаму. Благодарам многу. Вечерва навистина бев пресреќен што мојот и другар и колега, колешка, значи Александра Елисон беше тука вечерва за вас да ги каже сите своји искуства и да говориме токму на таа тема која што е најбитна, тоа е се за децата. Спомнавме доста теми, начнавме доста теми кои што навистина и вие како прашања ги имавте поставено, нормално дека и самиот гостин беше љубезен да ги одговори сите и тоа на свој специфичен и професионален начин. Сето она што сакам да го кажам дека што е потребно, стално го користам во секоја емисија да го спомнам, дека едукативниот момент сите родители навистина треба да го имаат и да се борат за своите дечиња преку тоа што ќе знаат се што можат да ги очекува и се тоа тие да им излезат во пресрет. Особено големо задоволство ми што во секоја наредна емисија се повеќе и повеќе растеме. Реков дека ќе направиме и една убава платформа на која што постојано ќе можете да ги поставувате вашите прашања, а тие да ви бидат соодветно брзо и одговорени. Се за децата постои токму за вас и таа максима никогаш нема да изоставиме и да продолжи треба во најубав тек. Ви благодарам уште еднаш, вечерва пријатно.